Среда, 10 јули, кратки вести во 12 часот. Како ќе правиме, ветувањето што го дадовме дека до крај на 2026 ќе има функционален автопат Кичево-Охрид, ќе го реализираме, изјави министерот за транспорт Александар Николовски. Повтори дека во однос на изградбата на автопатската делница има бројни проблеми што се детектираат, а се поврзани со експроприација, проектирање на косини со објекти на самата траса, пред се бензински пумпи што треба да се дислоцираат. Деканот на градежниот факултет со став дека проектот има долга историја, работен е во друго време, почнате да се проектира во 1999 година со некои други сваќања и правила во решавање на одредени технички проблеми. Вели дека кога денес би се проектирал овој автопат, сигурно би се пристапило поинаку и би се нашле поинакви решенија. Повелба за негување и унапредување на македонската хорска музика. Со вакво признание се врати градскиот хор Вокс Лихнидос од 29-тото издание на еден од најпрестижните хорски фестивали со надпреварувачки карактер во регионот Блистави гласови што се одржа во Ниш, Србија. Жирито, како и организациониот одбор на фестивалот на пресконференцијата, потенцираа дека настапот на хорот бил на високо ниво, а позитивно беше оценет и изборот на изведените дела. Посебно се осврнаа на композицијата Бум така бум на охридскиот композитор Гоце Гавриловски. Диригентот Бурим Хидри горд на своите хористи за овој значаен успех. Нашиот труд и посветеност беа препознаени и наградени, вели тој за Супер радио. За членовите на хорот ова беше непроценливо искуство што ќе ги инспирира и во иднина да се залагаат и да се вложуваат во унапредување на хорската музика. Француски булдог, победник на изложбата на кучиња Лихнидос Куп 2024 што викендов се одржа во спортско-рекреативниот центар Билјанин извори во организација на Кинолошкото друштво Охрид. Учествуваа повеќе од 100 учесници со различни раси на кучиња и во различни категории. Меѓу нив имаше представници од нашите македонски непризнати раси, како што се македонско овчарско куче Караман, македонски царски загар и македонски паничар. Покрај учесниците од Република Македонија учество на изложбата зедоа представници од Србија, Австрија, Грција и Германија. Времето денес сончево и топло со услови за мала до умерена локална облачност. УВ индексот е 9, максималната температура во Охрид до 33 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.